Свесното блокирање на законот за одбрана може да испровоцира ново вето на Грција и со тоа да ја врати државата со децении назад. Мицковски и неговите пратеници го кршат уставот и го кочат остварувањето на повеќедецениската стратешка цел – членството во НАТО алијансата. Законот за одбрана е клучен за нашето членство во алијансата. Овој закон обезбедува имплементирање на НАТО стандардите во македонската армија. Се воведува колективен систем на одбрана и затоа тој е клучен за нашето зачленување во НАТО. Затоа ги повикувам пратениците од ВМРО ДПМНЕ да престанат со ситно политиканство и да го поддржат законот за одбрана, кој е важен за нашето зачленување во НАТО, но е уште поважен за припадниците на нашата армија. Деструктивното однесување на ВМРО ДПМНЕ е одамна прочитано од граѓаните. Зачленувањето во НАТО и во Европската Унија се наши стратешки цели повеќе од 25 години. Граѓаните се определија и ги поддржаа овие политики, наспроти политиките на корупција и заштита на криминалот кои ги промовираат Мицковски и ВМРО ДПМНЕ. Тоа ќе се потврди на 12 април, кога Мицковски и ВМРО ДПМНЕ ќе доживеат уште еден пораз. Граѓаните повторно ќе се определат за стабилна, просперитетна и успешна Република Северна Македонија. Нашата татковина ќе продолжи напред. Нема да дозволиме напредокот да биде блокиран или закочен. Казната за однесувањето на ВМРО ДПМНЕ, раководено од Будимпешта, доаѓа на 12 април. Законот за одбрана треба да биде донесен до крајот на овој мандат, на овој пратенички состав. Јас сум убеден дека ако опозицијата не смогни сили да ги надмини своите теснопартиски интереси, тогаш единственото решение во интерес на граѓаните и на државата, на просперитетот и на иднината, е обезбедување на 80 гласови со кои ќе помини овој закон на пленарна седница. Се подпираме на здравата логика, на оправданоста односењето на тој закон, на исправноста на истиот и поддршката од нашите европски партнери и од Соединетите Американски држави по однос на овој закон. Таа логика вели дека секој здраворазумски политичар во оваа држава на кој приоритет му се интересите на државата и на граѓаните, би требало да поддржи еден закон кој ги исполнува сите норми, кој ги исполнува сите услови на законодавство со кое би се извршиле реформите во овој дел на судскиот систем.